Прв рекет на Македонија. Види. Не лесно. Паз. И што е тоа рекет да си прв рекет, да си тенисер? Што е тоа? Стварно не разбирам. Кој свириме? И тоа е тоа. Тоа е да си тенисер, не е па да си прв рекет на Македонија, мислам, не е тоа што мисли. Али стварно па не е нешто тешко многу. Мислам, ја кога вежбав првите 2 години, прво најбитно беше само звук да извадиш. И судијата вика, не е добро. Знаеш, македонска кога ќе пази, тоа е бел спорт, бе, дечко. Можеш ти така, да вадиш гаките од гъс, мислам, има некој. Али тоа е, види, бел спорт. Видиш што е убаво? И кај нас кој тренира највише? За ова, за бекхенд и за форхенд, мајсторите открива Паланка, бе, со мистријата имала машката. Кога ме интересува. Ча? Ви таму и ја тренирав. Најбо. Еднаш, на пладне сум заспал и со пуштен телевизор до крај и умеѓу време почнал тенис. Ја мислев порнич пошто. Абе, кога станав, значи, цикла ке скршаваме. Не е тоа што мислев. Дали само тоа, да. Ба боли ли, бе, мајко му, зашто се вика? А кога боли, кога ке? Оно таму вика, многу добар спорт. У Македонија најуносен спорт рекет. Ја да почнам да Фала, бе, фала. Сум најсериозен. Ја да почнам да тренирам тенис. Па никој не може да ме стигне, бе. Па ја нема да дозволам еден Федерер да ми прости ATP заедницата и да ми ја зема таа титула. Има најболje има да бидам. Најсериозно ви кажам. Само е зезнато, знаеш, ти ке тренираш, нема пари. Нема во овој спорт. Ти може да бидеш ти прв рекет. Нема пари. Нема што, ја ми викам, дечки, ја немам што да јадам. Ме праќаат по луѓе, па иди оваму, па оваа, кој ќе што да земам, спонзор не ти дава пари, топчиња ти дава. Еве, гледај. Гледај колку топчиња имам со собой. Гледај. Значи само, ова е друго, нема да се. Не, само топчиња. Иди оваа куќа, овој ќе ти дае топчиња, иди онаа куќа, оној ќе ти дае топчиња, оволку топчиња, онолку топчиња. Еве, гледај колку топчиња, гледај, што да правам, топчиња ли да јадам, бе? Еве, гледај колку топчиња има, бе, па, да ми ебатар ако знам кој е чие топче. Не, да ме ебеш ако знам кој е чие топче. И па да ми е убаво. Не, ова нема везе, ова е друго. Ова порано беше у мода, ова ми е... Гледаш, ова не е ни моја. Ова е порано, стара ми ова... Не и работи GPS-от заедно. Ми ја украдоа еднаш, едва ја најдов. И унутра све што имало, све извадиле пичка. Ова за пинг-понг ми, ова помало. Па викам, што да правам, бе, топчиња ли да јадам, бе? Па вика, еве ти спонзор. И што ми најдоа спонзор? Што, вика, после тренинг иди јади суши. Суши, јади суши, еве се суши, види ми ги ноге. Се суши. Не, бе, гледаш. Не. Ова е помал. Нема пари, нема драж, нема у спортот, никој не инвестира, а ја го сакав, зашто е индивидуален спорт.
Нема тим, знаеш, од тим се кара, тоа е индивидуален спорт. И вика, тренира, еве, нема што да јадеш. И после вика, кај да тренира, викам, кај ќе играм, вика, немате терени у Македонија. На што се игра? На земја. Викам, која земја? Па вика, ќе се игра на трева. Па викам, добро, еве, не е проблем, ќе се игра кај нас. Па сега, ако нема трева у Македонија. Сколку сум ги молел, абе, исече теа тревата, бе, да направиме на трева терени да играме. Да бидам прв рекет, бе. Ама кој ќе ја пуши? Абе, за пушење ли е проблем у Македонија? Секој сегде пуши, не е проблем. Само малце поспоро ќе се игра. Аут. Само тука е разлика. Ама вика, бе, немаш ти у Македонија, немаш суди. Абе, сите ги држам вака, бе. Линиски судија. Абе, тој највише го јаде. Тука му е скапано. Тој е линиски. Тој е ЛСЈ. Линиски судија јавен. Ма вика, ти треба и јавен обвинител судија. Абе, сите ги имам, не е проблем. Ама вика, ти треба и нешто повисоко, некој уставен. Нема проблем. Сите ги има. Нема вакво. И што сум направил со овој спорт? Ништа. Што сум заработил? Што заработив? Еден тросет, гарнитура за седење. И тоа со ова, гарнитура за седење. И ме фатија, ме слика, шта е ово? Гарнитура за седење. Што има унутра? Ништо, викам, гарнитура како гарнитура. Празна. Чим би си хтео да ја напуниш, признај да ти материна, признај и ме тепа. Е тоа. Музика спремете се ви. Чекај да. Потако са но живота и пака и поре али ти ми тросет узе проклети женски створене. А зbog тебе нема мира у сновима ни најави. Како да те кики моја, како да те фрики моја, како да те чики моја, за тренутак заборави. Ајмо сви! Како да те кики моја, како да те фрики моја, како да те чики моја, за тренутак заборави. Duboko je, daleko je. Ja osetim su gorčinu.
Dotakao sam dno života i sad verujem u pravdinu, ali tebe više nema, u snovima ni najavi. Kako da te kiki moja, kako da te friki moja, kako da te čiki moja, za trenutak zaboravim. Kako da te kiki moja, kako da te friki moja, kako da te čiki moja, za trenutak zaboravim. Ajmo cela sala, zajedno, kiki, friki, čiki. Kako da te, kako da te, kako da te za trenutak zaboravim. Za trenutak zaboravim. Pa da li vam što nije jasno deka nije sme samo ovci devo grloto? Ose na svetov nam ni ostana samo prazen zbor i knedla davo grloto. No, sedno, i vaka i taka se odide no, i zna me to, ima me to, i pleme to, i sve me to. Ova opratno bolno surovo vreme, stari smetki ragija novi naci. A nije sme beli gluvčinjavo, laboratorija za ludi inovaci. No, se no, i vaka i taka se odide no, i ime to, prezime to, i pleme to, i seme to. So oči oko koreni stojime, pred spomenik od dvoboja, a ne sme ni svesni deka nad glavani visi, lično i personalno konjo to troja. Znajme koji sme, što sme, da li sme, imame pedigre, sosite možni nišani. I kolku poveke sakate da se zapišeme kajeni, tolku poveke sme otpišani. No, se no, odvojeno ili zajedno, i koreni, izgoreni, odpreme to, napreme to, i pleme to, i seme to, za partija, na hartija, na ulici, vi ulici, i zname to, i mame to, i pleme to, i seme to. Thank you! Ние дебелите сме уште подебели, а глупавите до кај се? Не ми реагиравте као што треба. Таму во блок 12 е цела делегација од Дојран, село Сретеново, не ме брукајте, дајте еден пристоен аплауз, ајде. Дојдовме до
наградата за животно дело во областта на музиката. На сите 23 буламари досега имало по неколку генерации уметници. Денешниот лауреат има свој син, своје чедо што го наследи, се вика Гоце Димовски. Кај си, брате? Награда за животно дело во областта на музиката ја добива Заблеало ми рудо јагне, тажна песна среде полето, не ми било глас на јагнетуку, деј ги бре леле леле, гајдата на ангеле. Зашумело јасен дрво, гранки вие лисја рони, не ми било јасен дрво, деј ги бре леле леле, туку кавалот на ангеле. Се затресе тогај гората, се заниша Класјев полето, сиот народ оро заигра, деј ги бре леле леле, на езгијата на ангеле. Награда за животно дело Ангеле Димовски! Благодарам за наградата, што навистина многу ми значи. Благодарам на тимот кој ми ја додели оваа награда. Благодарам многу на моето семејство, кое што ме поддржуваше сите овие години. Благодарам на моите другари, благодарам на пријателите и на вашата и наша прекрасна публика. Благодарам најповеќе на Гоце, кој најамбициозно ја продолжува оваа моја традиција. Еве сега, со овој кавал 60 годишен, заедно со син ми, ќе освириме една кавалска езгија и една мала минијатура за кавал. Благодарам уште еднаш. И сега специјално за вас. Ангеле Димовски и Синтезис.
Заслужено, заслужено! Ајде, женски, ојде, поклоните се, така се прави. Ојде уште еднаш, ајде, ајде. Награда за трајни музички вредности во областа на етномузиката оди во рацете на другар ми Шуте Синтезис! Буди, кратак. Јас не сум многу по зборувањето. Ќе се заблагодарам на овие млади луѓе овде кај што се со мене, бидејќи кога почнувавме пред 25 години, јас бев на нивна возраст. Растеме заедно веќе 25 години. Тогаш никој не веруваше дека ќе обстанеме толку и дека ќе направиме многу концерти во целиот свет. Веруете ми, овие емоции од вас вечерва што ги слушнав ја паузот, ние тоа го доживуваме секаде во светот. Од Јапан до Виетнам, до секаде. Значи, ја чуваме традицијата и докажавме дека нашата музика и македонската музика е многу емотивна, со многу чувства. Благодарам и на зашто ако почнам да ги редам сите фамилии, многу сме. Сите се заблагодарувам. Јас се благодарам на публиката и на Бубамара и на овие прекрасни луѓе да продолжат уште да ја работат оваа музика. Јас додека можам ќе работам со нив. Благодарам уште еднаш. Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час Бубамара е со нас. Б2 FM. Бубамара, 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 радио. А, не. Така кашлење? Не. Преска кажа од Министерство. Тука треба да кашлате. И нема вирус. Ајде показна вежба да направиме, значи не туку. Мора ако дојде близко до Ѓорче негде кога ќе се разбегате. И не знам како воопшто и дојде до вирусов. Ја мислев дека секој нормален вирус кој ќе го премине граничниот премин Табановце и кој ќе го види првиот македонец кој ќе го погледне у очи, мислев дека штрафта назад ќе се врати. Дојдовме до интернационалната награда за животно дело. Знаете, дечки, секој од нас уметниците има по некој идол. Јас имав тројца. Едниот се викаше Петре Прличко, вториот се викаше Ненад Стојановски, а третиот не успеав да го запознам се до својата 23-та година. Ме поканија на еден голем филмски фестивал во бившата ни држава, каде што Чичко Ацо Јовановски доби награда за животно дело и јас и неколку уметници требаше да му направиме чест и да отпееме по нешто. Отидовме таму, отпеав, седнав до Чичко Ацо, наздравивме по една ракија, дојде келнерот и ми вика: "Зове вас Раде Шербеджија." "Do you talking to me?" Така почна едно големо пријателство, заеднички концерти, заедничка песна. Тој ќе ме спомне во неговите книги, јас во моите. Се гледаме секоја престапна година, но се уште е мојот идол и професор, и другар, и брат, и кум, и комшија. Раде Шербеджија.
kažem za nagradu, je li tako? Za čeg sam dobio nagradu? Internacionalna nagrada. Za muziku ili za glumu? To znaš, jel si još živ Šerbedžijev? Dobro. Hvala vam. Svaka nagrada je dobrodošla, rekao je Miroslav Krleža. I još mi je rekao jednu stvar. I znaš šta, kad dobiješ nagradu, pokušaj zaboraviti što brže možeš. Da ostaviš prostor za budući život. Hvala vam. Ja mislim da je ovo ipak ova nagrada, Igore, koju slučajno nismo dobili. Ovo je nagrada za Milča Mančevskog i Before the Rain. Ajde, sada kako da kažem, ja ću otpevati jednu pjesmu, ali ne mogu je otpevati. Zadnji put kad sam pjevao u ovako velikoj sali za 10.000 ljudi u Zagrebu, 82. godine, pjevao sam, znate šta, si zaljubiv jednom mome sa Lebi Sol i Vlatkom Stefanovski i bez njega ne mogu u ovu pjesmu. To je zapravo remake jedne poznate pjesme Novkovića, koji je pjevao legendarni Mišo Kovač. Ja je posvećujem ovog časa, pokušat ću da pjevam za dušu našega Tošeta Preskog. Odavno već nisam mislio od sebe, među nama dani i godine stoje, nikada te više ugledao ne bi, da se nismo juče vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima bezimnog grada. Pričaš mi o svemu, hodamo polako, odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvoj. Ostala si uvijek ista, jedina žena na putu moj. Ostala si uvijek ista. Stigao sam kasno, stajao na cesti i
slučajno tebe ugledao tada, ni slučili nismo da ćemo se sresti pod svjetlijima bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, hodamo polako, odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvijek ista i ove suze na licu. Ostala si uvijek ista, jedina žena na putu moj. Ostala si uvijek ista. Godine su prošle i ništa više nije isto, ništa osim uspomena i onog tamnog i plavog neba nad uvalama, našim tajnim uvalama naše ljubavi i božanskog glasa Miše Kovača. I znam da se možda više nikada nećemo sresti onako slučajno na cesti, ali mala, ti si ostala ista, onako kako si bila, svoja, u bezimenom gradu jedne ljubavi, jedina žena na putu mom. Ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvoj. Ostala si uvijek ista, jedina žena na putu moj. Ostala si uvijek ista. A isto така i Vlatče Banasera dobiva nagrada za koncert na godinata. Vlatko Stefanovski. Добро вечер и од мене, голем поздрав и честитки до сите што вечерва добиваат Златна бубамара. Благодарам, ова е за, ако не се лажам, за концертот во Охрид, кој го имавме минатото лето со Мирослав Тадич, и можем да ви кажам дека ја имам доста бубамари, оваа ќе извеземе за Калифорнија, Лос Анџелес, не само да зијаме Оскари, да извеземе една бубамара. Ова ќе оди во Лос Анџелес кај Мирослав во неговата колекција на награди. Благодарам на Охридско лето за организацијата, благодарам на Охрид и охриѓани за гостопримството и се разбира благодарност до вас публиката која многу години, да не речам децении, ме слуша и ме гледа. Фала ви многу. Сега ние заедно треба да најавиме една многу важна, многу битна награда. Ги спомна ти Оскарите, ајде почни ти прв. Големо задоволство ми е, вечерва меѓу нас е еден мој драг пријател и соработник, професор по режија, добитник на 50-тина интернационални награди по разни филмски фестивали. Ја има, собственик е на првата номинација за Оскар од овие
наши простори. Ако кажам дека е македонски режисер, тоа е точно, меѓутоа не е доволно. Ако кажам дека е југословенски, исто така е точно, ама не е доволно. Би рекол дека е европски и светски режисер. Сум имал шанси да работам со него на моje големо задоволство. Колко? Колко? 9, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 7, 8. Ajde. A što da praviš? Život piše romane. I nama je žao. Ali ti si čovjek koji ne odustaje ako se jednom stvar zajebe. Furaj dalje. A ptico, znači tu smo. Sa čime si hteo da ga napuniš? Ajde, priznaj, sa čime si hteo da ga napuniš? Ajde, priznaj. Kajem, šta da priznam? Priznaj, pizda ti materina, priznaj! Misliš ke go pamti neko Jova? Ja zaboravim. После ќе се сетите. Па пак ќе заборавам. Бон шанс, камарат. И тебе исто. Што и да ти значи тоа? Ебат ти животот, ако не си спремен да умреш за него. Дами и господа, првиот номиниран за Оскар во овој регион, македонскиот и регионалниот Стенли Кјубрик, секој негов филм е антологија и историја, секој негов филм е револуција во филмот, награда за животно дело во сферата на филмот. Дами и господа, Столе Попов. Dobro večer. Навистина ми е чест и големо задоволство. И ви благодарам на сите за вниманието. Просто не ми се верува дека 50 години поминаа како тренд. Има точно 50 години од кога го направив првиот краток филм. И 40 години поминаа од првиот игран филм. Црвениот коњ.
Тоа покажува само едно, дека времето навистина лета. Се до оној момент додека Ранко не дојде и него му благодарам и да ме повика да ми приреди, ете, навистина чест и внимание да го добијам ова признание. Не можев ни да поверувам дека толку време одминало. За овие години воглавном се раководев од едно златно правило од раните години, уште кога почнав да се занимавам со филм, а тоа беше да на секој филм приоѓам со отворено срце, со отворена душа, воден од емоции, воден од инстинкти и интуиција, и мислев дека тоа е единствениот и се уште мислам единствениот пат за да се направи добро уметничко дело. Меѓутоа, никој пат не го заборавив и советот на мојот професор, кој што секој пат инсистираше на едно друго златно правило, велејќи ми дека секој пат, секој уметничко дело, а посебно филмот, се раѓа два пати. Значи, еднаш кај оној што го прави и оние што го прават, бидејќи филмот е и колективна работа, а вториот пат кај оној што го восприема, значи кај гледачите. Без гледачите ние практично и не постоиме, без публиката ние не постоиме. И секој уметничко дело и секој филм е онолку вреден и онолку голем, колку што ќе успее да го плени, да ги пробуди емоциите кај самиот гледач, да тој создаде и да го надогради тоа дело. Верувам дека меѓу вас има луѓе кои што им се допаѓаат моите филмови. Ви благодарам многу. Исто сакам да благодарам да им се заблагодарам на сите луѓе кои што филмаджи, кои што во овие 50 на години работеа со мене, затоа што филм не се прави сам. Посебно благодарам на Владко. Навистина имавме прекрасна соработка и верувам дека ќе направиме уште филмови. Посебно му благодарам на Сашко. Мислам дека направивме одличен филм и тоа допрва мислам дека ќе се покаже, затоа што мислам дека баш доаѓа времето кога до Балчак ќе ја покаже својата вредност допрва. Ви благодарам уште еднаш од се срце. А сега во чест на Столе Попов и се разбира во чест на сите вас и на сите нас, ќе отсвириме една песна која настана за еден од неговите филмови.
sam šetao, ja sam bil na zapad, duri do Germanija, za da najdam parče lep za mene i za moja ta familija. Wej da imam, ko što nemam, pa da kupam beo konja i da javam denje noće i najave i na sol. Sekoj od nas ima svoja zvezda, što go prati dure živ, koga sveti jako, čovjek ima sreća, koga gasne sudbina. Ej da imam, ko što nemam, pa da kupam beo konja i da javam denje noće i najave i na sol. Ej da imam, ko što nemam, će ti kupam krevet, sada spiješ ti su mene, hiljada i jedna noć. И додека трае овој аплауз, награда за прва труба на Македонија, Джамбо Агуше! Аке ја врачи девојката од Црнокрак, повели Джамбо.
Ке кажеш нешто или ке отсвириш? Добро вечер на сите. Чест и задоволство ме што и оваа година сум дел од оваа прекрасна манифестација Златна Бубамара. И ќе продолжам уште така да свирам и да одам на процел моите успеси. Голем поздрав до сите од мене. Следната дама која што треба да ја најавам е многу препознатлива. Инспектор е. Кој инспектор? Сега, да. Има разни луѓе сега, немајте ведеш. 8000 луѓе има, секој нешто има да каже. Следната дама, инспектор, што треба да ја најавам 20, да не кажам и повеќе години, може и 30, е најпознатото ТВ лице, ТВ водител, автор на ТВ емисии, спикер и незиниот глас, секогаш кога ќе помислите на Оскари, незиниот глас е тука, дури не знам како звучи гласот на оние што го водат Оскарот. А ќе ја додели следната награда. Дами и господа, една единствена, Миланка Рашич. Фала ти. Фала, Сашко. Сакам само да ви кажам на многу кратко како почна заедничкава соработка моја и на Бубамара. Пред многу време стига еден СМС и читам Ранко Петрович и вика вака: Баце, шо преш, баце, добра си? Шо мислиш, има шанси со тебе Бубамара да заличи на Оскар? И така почнавме да соработуваме. Од тогаш поминаа многу години, направивме многу документарни емисии за она што било највесело, најубаво на Бубамара, и тоа со гениалната екипа на Радио Бубамара и Moonlight продукција. Меѓутоа, вечерва сум прв пат, верували или не, на сцената на Бубамара. И да ви кажам, баш сум среќна и преубави сте ми. Многу сте ми убави. Вечерва имам чест да ја додалам Златната Бубамара на популарноста за интернационален успех. И тоа на едно дело кое што мислам дека сите нас не направи толку многу горди и ни ја врати надежта. Дело кое што во февруари 2019 започна со добивање многу награди, по првите 3 на најголемиот фестивал во Америка за независен филм Sundance, следеа уште преку 30 интернационални филмски награди, се до 2 номинации за Оскар. И тоа, пак ќе речам, ја испиша историјата на Оскарите Медена земја или Ханиленд. Со самото тоа што има 2 номинации и за документарен филм и за странски филм. И ако убаво размислите, половина мед за мене, половина за пчелите, како вели Атиџе Муратова. Тоа е голема мудрост во незината животна филозофија. Не потсети на она што е навистина важно, дека е најважна рамнотежата со природата, дека е крајно време да се освестиме, затоа што таа лакомост и конзумеризам ќе не убијат. Планетата може да обстане само ако бидеме едно со природата, да се вратиме на корените, на она што е важно, да бидеме луѓе. Таа топла и прекрасна човечка приказна, сите ја засакаа широм целиот свет. И токму заради тоа, драго ми е што можам само да ја спомнам уште еднаш врвната авторска екипа, режисерите Тамара Котевска и Љубомир Стефанов и нивното неверојатно мајсторство во раскажувањето на филмската приказна, продуцентот и монтажер Атанас Георгиев и брилијантни зад камерата директорите на фотографија Фејме Даут и Самир Љума. Медена земја, Ханиленд, да се подсетиме.
Hadi sana yar eder. Ana. Bir şey görüyor musun? Gördüm. Gel, gel. Yok be, Dikiram. Nemo si kilo po kilo da prodaješ, 200 kila ti da manu ima i da završimo posao. Ili ondan brate. Važno je još 20 kila da ih hvati. Македонија ви благодари за сите овие успеси во изминатата филмска 2019 година. Ви благодариме што не направивте толку многу горди. Златна бубамара на популярноста за интернационален успех во 2019 година оди во рацете на Ханиленд, Медена земја. Ке ги поканам Атидже Муратова, Љутвија Сем со децата, режисерката Тамара Котевска и директор на фотографија Фејми Дауд. Може би Оскарот не го доби Медена земја, меѓутоа верувам дека оваа ноќ и ние сите и тие ќе ја паметат цел живот. Добро вечер до сите. Голема чест ми представува да сме дел од оваа манифестација. Иако не го освоивме Оскарот, овдека го добивме нашиот македонски Оскар, што може не подраг. Сите ни рекоа дека тие две номинации се многу повеќе дури од еден Оскар.
Златна Бубамара е нещо што на нас ни дава посебна чест и мотив за понатака да работиме, да прикажуваме што поише креативни дела. Вера нема да застанеме тука, мислам, е само почеток на нашиот креативен процес. Само ќе се надоврзам, значи исто голема благодарност до двете семејства, на Атидже и на Лютви, низиното семејство што ни го отворија патот и вратата до нивниот живот, бидејќи без нив немаше да направиме ниту еден кадр од дури нити на приказ на целиот овој филм. Благодарам на сите. Ваква чест немаше да ни биде окажана на Оскарите. Ова нешто не се заборава. Стварно. Прво сакам исто да ги поздравам остатокот од нашата екипа која што поради оправдани причини не е тука денес. Корежисерот Љубо Стефанов, продуцентот и монтажер Атанас Георгиев и другиот директор на фотографија Самир Љума. Ние сите заедно мислам дека направивме работа за цела армија, само 5 мина. Така да благодарам до цел тим. Најдраго од се ми е што сега за прв пат ја имаме можноста да го кажеме она што сакавме да го кажеме таму. Меѓутоа немаше така да биде разбрано како што ќе биде тука. А тоа е дека светот стварно се измори од лажни херои и затоа овие луѓе денеска се на сценава со нас. И кога сите не праша што ќе кажевте таму, бидејќи сме многу луѓе, нели? Ние рековме ќе оставиме само еден човек да зборува и тоа да го пренесе со песна, а тоа оваа жена тука. Многу сум среќна што сум денеска тука кај баба Мара и јас. И само 2 строфа да пеем за медена земја. Грешни, не грешни, јас ќе ги вратам, медена земја се ќе ви прости. Грешни, не грешни, јас ќе ги вратам, медена земја се ќе ви прости. Чекор по чекор јас чекорам, покрај река Брегалница. Чекор по чекор јас чекорам, покрај река Брегалница. Срце стега мајко болки кријам, тебе мила мајко не кажувам. Срце стегам, болки кријам, тебе мила мајко не кажувам. Не плачи мајко, ти не жали, тебе мила мајко не оставам. Не плачи мајко, ти не жали, тебе мила мајко не оставам. Родно село ќе оставам, туѓа земја мајко ќе заминам. Родно село ќе оставам, туѓа земја мајко, ќе заминам.
Многу благодарам на сите. После сето ова, после сите емоции, себе било многу малку да се каже. Затоа најавата за следната награда ќе ја проследиме на видеобим и одиме понатаму. Почитувани членови на Советот на Златна бубамара на популярноста, почитувани присутни во салата Борис Трајковски. Жалам што не сум вечерва тука за да можам со вас и со моите колеги да ја споделам радоста и лично да се заблагодарам. Но сметајте го ова мое видео обраќање исто толку валидно како да ви се обраќам во живо. Од името на институцијата Танец и од мое лично име, како актуелен управител. Ви благодарам за наградата, како и за големата чест што ни ја укажавте токму нам, закитувајќи не со титулата културен амбасадор на Македонија. Нескромно е, но ќе кажам дека Танец со сите негови генерации, знаменити играорци, инструменталисти и пејачи, со сите 7 децении исполнети со недобројни успешни концерти дома и надвор, го заслужува тоа и со сигурност ќе оправда круната. Само минатата 2019 година, овој ансамбл реализираше неверојатно динамична јубилејна сезона за која што се уште се зборува. Ветивме дека ќе останеме во чекор и со минатото и со сегашноста, но и дека храбро ќе зачекориме во иднината. Не ја осквернавивме традицијата, но храбро ги збогативме настапите со помош на 3D технологијата. Направивме спектакуларен великденски, јубилеен и новогодишен концерт. Настапивме во Охрид и Крушево, Велес и Битола, бевме дел од Балканскиот фестивал, ги збогативме есенските музички свечености и Скопското лето, освоивме Гранд При во Париз, имавме концерти во Малме и Гетеборг во Шведска и после цели 11 години во борба со крајно неповолна кампања, остваривме маестрална турнеја во Австралија, каде ги наполнивме најпрестижните сали во Мелбурн, Камбера и Сиднеј. Танец е подвижен музеј, танец е македонската душа, танец е на сите нас. Уште еднаш, благодарност за ова признание, кое не е само наше, туку и на сите генерации уметници на танец и на цела верна публика на сите континенти на земјината топка, која посветено го следи и наградува танец низ овие 70 години од неговото постојање.
го поканувам овде напред првенецот на танец, господинот Љупчо Маневски, да ја прими оваа награда за амбасадори на македонската култура за 2019 година. Танец, ви благодарам. Благодарам Ранко, благодарам Бубамара. Навистина знаете да ги цените вредностите на овој врвен ансамбл. Луѓе, сакате го танец, гледате го танец, бидејќи танец е еден и единствен. Танец е душата на Македонија. Благодарам. Те сакам најмногу